6 години успешна работа и функционирање, во моментов со бројка од 1840 вработени. За 6 години компанијата Amphenol Technology Македонија во Кочани стана еден од носечките стопански субјекти со најголем број вработени и постојан напредок и во поглед на финансиските резултати и во проширувањето на своите капацитети и производната програма. Брзиот развој за релативно краток период и овозможи да се вброи меѓу најуспешните компании со странски предзнак во Македонија. Директорот Сашко Наков рече дека фирмата бележи значителни инвестиции, посебно последната година со отпочнување со работа на нова 6-та деловна единица. Постигнатите досегашни резултати покажуваат дека плановите за проширување се успешно реализирани досега, а се очекува и во иднина бројот на вработени да се зголемува и да се проширува производната програма во однос на нова зграда, нова софистицирана опрема, нови инвестиции, поради што очекуваат уште една успешна година. Како и претходните години, почетокот на годината е време кога би требало да направиме резиме за претходната година и да ги искомуницираме нашите планови и најави за 2020 година. Резултатите за Amphenol Technology Македонија во 2019 се одлични. Во склоп на нашите очекувања, дури повеќе од тоа, остварен е раст приближно околу 20% споредено со 2018. Достигнавме бројка преку 1800 вработени, кој што перманентно се зголемува, и реализиравме извоз со кој што сме меѓу првите 10 извозници во Македонија. Така да, мислам дека сите тие показатели се одлични. Инвестициите само за минатата година се 4,5 милиони евра, инвестиции без згради, само во опрема, што достигна 20 милиони вкупни инвестиции на Amphenol во Македонија во изминатиот период. Тоа е резултат на напорна работа на сите вработени. Јас сакам јавно да им се заблагодарам на сите вработени во Amphenol, што допринеле за ова, и пред се за мојот тим, кој што исто со едни зголемени напори и посветена работа успеваме да ги реализираме таргетите и барањата кои што се и од купувачите и од нашите акционери. Многу интересен податок кој што за прв пат го споделуваме, досега не сме го споделувале, е колку е контрибуцијата, придонесот на Amphenol на домашната економија, зборам за регионот или за државата. Во 2019 ние сме обезбедиле, дале и исплатиле услуги и стоки во износ од 12 милиони и 100.000 евра за 2019. Тоа значи дека во просек секој месец само за домашни компании сме имале обрат, односно сме им обезбедиле работа во износ од 1 милион евра секој месец. Плюс на тоа платите за вработените кои што исто така се директен инпут на македонската економија, плюс даноци и сите тие други давачи кои што се подмирени секако на време. Значи, важноста сака со ова околу 25% од обемот што го имаме за набавки го реализираме со домашни компании, што не е за подценување, и овој износ постојано се зголемува од година во година. Јас очекувам дека ова 2020 износот ќе биде поголем. Така да, со ова сакам да ја потенцирам важноста за Amphenol Technology Македонија, за регионот и за стопанството и за државата пред се. Мислам дека обезбедуваме извоз кој што е директен прилив на евра во државата. Со тоа сме задоволни и ние, а верувам дека и генерално економијата во Македонија. Во 2020 плановите се да зголемиме бројот на вработени, да дојдеме некаде сигурно уште 300 нови зголемување на нови вработени. Имаме нови линии за проекти кои што се за автомобилската индустрија. Имаме проекти нови за комплетно нов погон или нова бизнес юнит, што ја викаме деловна единица, Amphenol FTG,
Луѓето се на обука во Германија, опремата треба да стигне недела 9, тоа е крајот на февруари, и веќе од март да се стартува со редовното производство. И мислам дека за сега не гледам пречки дека тоа не би се реализирало. Мислам дека сите проекти кои што ги имаме планирано се во фаза на подготовка и реализацијата ќе дојде во текот на 2020. Мислам дека до август голем дел од проекти ќе бидат реализирани. Со тоа ќе дојдеме до некоја бројка веројатно околу меѓу 2100 и 2200 вработени и извоз веројатно преку 100 милиони евра, со што би можеле да бидеме задоволни за резултатите за 2020. Јас се надевам дека, како и до сега, нашите вработени и блиски соработници ќе продолжиме како и до сега, ќе работиме напорно и ќе бидеме ориентирани према реализација на нашите цели. Не гледам никаква причина да не се реализираат. Паралелно на тоа работиме со образование на нашите кадри. Тренинг центарот со Угошо Викентиев работи интензивно. Прво го почнавме со USAID проектот, па продолживме со Швајцарската агенција за подобрување на образованието и сега продолжуваме редовната практична настава. Учениците од СОУ Гјошо Викентиев од 3 и 4 година одредени паралелки да ја извршуваат во нашиот заеднички тренинг центар. Тоа е опрема внатрешно и опремена и машини кои што ги обезбедивме ние како Амфенол, а средното училиште обезбедува просторијата и кадар, односно ментори кои што заеднички ги обучувавме и кај нас и кај нив. Така да мислам дека е тоа еден одличен проект за кој што зборевме и порано, меѓутоа ќе го продолжиме секако во иднина. И друга активност која што е важна да се спомне и која што ја веќе започнавме и ќе ја прошируваме во 2020 година е функции кои што се повеќе врзани како сапорт функции кои што се за поддршка, како што е проект менеджмент. Веќе почнавме и веќе имаме еден проект менеджер овде од нашата компанија, од Ангела Диванисова, која што беше на обука и веќе презема активности. Тоа е една функција која што е за нови и за постоечки проекти во директен контакт со купувачите и ги обезбедуваме нови проекти и сервисирање на тековните проекти. Тоа е една нова активност за нас и мислам дека ќе ја зголемуваме интензивно и тоа се и нашите планови пред се и договорот што го имаме со хедквартерот и со централата на Амфенол. Значи во таа насока ќе одиме се повеќе софистицирана опрема, се повеќе ноу-хау и се повеќе високо образовани кадри ќе има потреба да се вработуваат кај нас и да одат на обуки во странство како и до сега. Мислам дека со тоа ќе успееме да привлечеме што повеќе млади луѓе кои што се амбициозни, кои што сакаат да учат и кои сакаат да напредуваат. И секако за 2020 покрај сите тие други бројки не престанува грижата за нашите вработени. Мислам дека годините наназад, ако се вратиме од самите почетоци, сигурно дека било на одредено ниво и секоја година се подобруваат од секаков аспект, така да платите перманентно се зголемуваат на сите вработени, така и оваа година. И покрај платите и целокупниот друг бенефит кој што имаат. Ние немаме обврска како компанија законска обврска да обезбедуваме храна и транспорт, меѓутоа тоа го правиме за нашите вработени и го подобруваме секоја година и секој нареден период правиме ревизии, се подобро да можеме што пократко да патуваат нашите вработени, до што повеќе точки да имаме на собирање на тие линии што се за транспорт и секако со квалитетна храна. Така да мислам дека тоа ќе го продолжиме и сега. Сите тие кои што напредуваат, зборам дека генерално добиле сите покачувања на платите, и тоа сите тие што напредуваат си имат паралелно на тоа други мотивации и зголемување не само на тоа генералното, него и индивидуалното, па има бонуси кои што се исплаќаат да бидат што по-мотивирани вработени да постигнат подобри резултати. Така да мислам дека е тоа еден цел пакет на мерки кои што ќе влијае да бидат вработените задоволни и да бидат горди што се дел од Амфенол и што работат во Амфенол. Така да тоа ќе продолжи, тоа нормално е дека тој квалитет и грижа мора да продолжи во иднина, тоа не е one shot, тоа е едноставно перманентна грижа.
Така да мислам дека со сите тие активности ќе успееме 2020 да ја привршиме, да ги изреализираме сите планови што ги имаме и да ја завршиме како и до сега со еден раст кој што би бил околу 20% и оваа година, и покрај тоа што гледано глобално на светската економија има одредена стагнација, ние успеваме да обезбедиме нови проекти и со тие нови проекти успеваме да дојдеме до посакуваните резултати. Така да мислам дека во таа насока ќе се движиме и очекувам дека ќе бидеме во ситуација наредната година да го заклучиме и да го потврдиме тоа. Јас сум Ангела Диванисова, вработена во Amphenol Technology Македонија на работна позиција проект менаџер. По завршувањето на моите студии на Факултетот за електротехника на Универзитетот во Љубљана, Словенија, и кај мене, како и кај многу други дипломанти, следуваше дилемата каде да го продолжам мојот професионален развој и да го применам во пракса стекнатото знаење од факултет. Имав слушнато за Amphenol дека е странска инвестиција, блиска до моето место на живење. Направив мало истражување на интернет и дознав дека Amphenol е корпорација во чиј состав работат 120 сестрински фирми, од кои токму 5 работат во склоп на Amphenol Technology Македонија. Во ова препознав многу добра прилика за мене, стегнатото знаење да го развивам во една глобално добро позната компанија. Мојот професионален пат започна во Amphenol на работна позиција инженер за квалитет и благодарение на работните обврски кои ги имав на претходната работна позиција, имав можност да го научам темелно производниот процес, материјалите, машините, мерните средства, како и комуникацијата со колегите на сите нивоа. Стекнатото знаење сакав да го искористам за мојот следен професионален предизвик на нова работна позиција во Amphenol Technology Македонија, како проект менаџер во производна единица КА Електроник. Подготовка за моите работни обврски има во седиштето на КА Електроник во Германија во трајање од 2 недели, каде темелно се запознав со сите процеси на работата, од избирање на добавувачи за компоненти, дизајн, градење на опрема и роботизирано производство. Моите главни обврски како проект менаџер во Amphenol Technology Македонија ќе бидат подготовка на понуди и проекти кон купувачите, пресметка на цени и креирање на физибилити студии, тестирање на стандарди, спецификации и цртежи од купувачите, изнаоѓање на начини за нивна изводливост, поддршка за сериски проекти и оптимизација на производниот процес, како и постојана поддршка на проект менаџмент тимот во Германија. Би сакала мојата приказна да послужи како пример за младите луѓе дека со многу труд и напорна работа може да ви се остварат сите соништа. Јас сум Сонја Донева, вработена во Amphenol Technology Македонија во одделот човечки ресурси, одговорна за тренинг и обука на вработените. Amphenol е компанија која работи на развој на тренинг и обука на своите вработени, за да ја обезбедиме еднината и успешноста на компанијата, работиме на виштините и работните практики на вработените. Amphenol како компанија е вклучена во повеќе проекти кои ја офаќаат работата за тренинг и обука на вработените. Во тек е проектот со образование до вработување. Во овој проект се вклучени покрај Amphenol и Средното стручно училиште Гошо Викентиев од Кочани. Проектот е потпомогнат од Швајцарската агенција за развој и соработка. Како што спомнав, значи, во тек е овој проект, целта на овој проект е да им обезбедиме на кандидатите по соодветен и професионален начин да се стекнат со знаења. Amphenol веќе има опремено тренинг центар во училиштето Гошо Викентиев во Кочани, каде што имаме обезбедено машини, алати и материјали кои служат за обука. Овде кандидатите може да се запознаат со обука за пелце, лемење, кримпирање, монтажа на компоненти, електричен тест на кабел. Професорите кои се вклучени во овој проект веќе беа присутни во нашето производство, обучени и подпомогнати од нашите колеги кои исто така се вклучени во овој проект. Тоа се колегите Дарко Митревски, Даниел Величковски и Милан Стојков. Тие го пренесоа своето знаење на професорите, а професорите ќе го пренесат на кандидатите. Проектот вклучува 30 кандидати кои веќе почнаа со обука. Ова е преку овој центар имаат можност да се запознаат и на постручен начин да се стекнат со знаења за позициите на кои ќе продолжат да работат. Со завршувањето на овој проект, на оваа обука,
кандидатите имаат право на вработување кај нас на позициите на кои се обучени. Откако ќе заврши проектот, не завршува нашата работа со училиштето Гошо Викентиев, значи продолжува на тој начин што веќе од март професорите имаат го користат просторот во тренинг центарот за практична работа со своите ученици. Учениците ќе добијат една целина од теорија и пракса, која можат подосна по завршувањето на своето образование да ја искористат со вработување во нашата компанија. Моето име е Петар Петровски и сум вработен во Amphenol Technology Македонија на позицијата Production Manager, односно менеджер во производство во најновата бизнес единица, односно производствена единица Amphenol FTG. FTG е седма поред производствена единица во склопот на ATM, Amphenol Technology Македонија, и започна со производство во почетокот на октомври минатата година. Идејата за производство во Македонија доаѓа од соработката со сестринската фирма Amphenol FTG од Триберг, Германија. Производството во старт, на почетокот, како што кажав од октомври, се темели на обработка на бакарни ленти со помош на преса, така што тој производ потоа оди на склопување во пластични куќишта за да се добие крајниот производ бакарни собирници, односно така наречени бас барс. Во почетната фаза пластичните куќишта ги добиваме како репроматеријал од Германија, но во текот на 2020 година, можеби во втората половина од 2020 година, се очекува исто така производство на истите и принтање на истите во нашата фабрика во Кочани. Но овде FTG како нова и, можам да кажем, амбициозна филијала, производствена единица на Amphenol Technology Македонија, не застанува. Во тек е трансфер на процес кој што треба во склопот на FTG да донесе уште еден дел од производство, исто така од Германија, но овој пат од компанијата Verit. Се работи за процес на производство на најразлични електрични клеми и тоа целокупниот процес на производство на металот, на лиење на пластиката со injection molding и на крајот склопување во готов производ со автоматски асембли линии. Така што можам да кажам дека со сето ова и со многу други производи од делот на електриката и енергетиката, ATM FTG во 2020 планира да заокружи голема и широка палета на производи, а со тоа нормално и да вработи доста луѓе од регионот. Јас сум Валентина Андовска, специјалист за човечки ресурси во компанијата Amphenol Technology Македонија. Amphenol сам по себе е еден многу сериозен проект, еден многу значаен проект. Во моментов во Amphenol имаме вработено околу 1900 лица. Замислете, 1900 лица не се 1900 поединци. Тоа се 1900 семејства, за кои што Amphenol обезбедува сигурна екзистенција. Меѓутоа, исто така и нешто многу битно. Amphenol обезбедува можности за развој, напредување и кариера. Плановите се некаде до крајот на годината оваа бројка да достигне фантастични 2000 вработени. И од тука Amphenol е навистина еден особено сериозен и значаен проект кој што има една широка општествена улога во многу аспекти и на различни начини. Оно што би сакала да го споменам токму во тие аспекти на една општо корисна улога на Amphenol е грижата за младите и обезбедувањето на услови за нивно вработување и за нивна успешна кариера. Знаете, во некои изминати години, за жал, сите не зафати една колективна апатија за тоа дека не е добро кај нас, дека оваа земја не ни нуди можности за вработување, дека не е така како што треба, дека нема можности за успех, нема можности за кариера. И таквите убедувања, и таквите наши видувања ги интроектиравме, за жал, и кај младите. И што ни се случи?
ги убедивме дека овде не е добро и дека треба да си заминат од овде. Дали заминуваат? Заминуваат. Тоа е факт. Меѓутоа, знаете како, јас имам сретнато и многумина кои што се враќаат. И на прашањето дали е таму подобро, одговорете не. И тоа е вистината. Зошто? Не може никаде да биде подобро од дома. Не може да биде подобро некаде во некој ничиј град, под некое ничие небо, каде што ќе го изгубите својот идентитет, каде што нема да знаете кои сте, што сте и која е цената која ќе ја платите со заминувањето од дома. И затоа со декларативни заложби како да ги задржиме младите дома, нема позитивни ефекти и нема ни да има. Како ќе ги задржиме младите дома? На начин на кој што тоа го прави Анфенол. Кога ќе им дадете можност да остварат успешна екзистенција, солидна екзистенција и ќе им дадете можност да напредуваат, да остварат кариера. Секојдневно кај нас доаѓаат млади луѓе. Сега и преку тренинг центарот, кој што е навистина еден значаен проект. Зошто? Затоа што Анфенол оди до таму да производството им го донесете на младите во образованието. Таму каде што учат, каде што се образуваат. И кога млад човек кој што се образува или млад човек кој што сака да работи, ќе му дадете можност најнепосредно да се запознае со начинот на работа во производство. Тоа е процес кој што понатаму кај нив мотивира и раѓа ентузијазам и желба и волја за работа. Одлични се ефектите од тренинг центарот. Оттаму доаѓаат кај нас млади луѓе кои што овде многу полесно се адаптираат, многу полесно го прифаќаат процесот на работа и се оди многу полесно. Мојата работа како специјалист за човечки ресурси е од сите со кои работам, тоа се вработените, нивните предпоставени и сите други, да го добијам најдоброто. Знаете, во секој од нас има извонредни доблести, многу позитивни страни. Меѓутоа, многу е битно некој да не мотивира, да дојде до тоа да тие наши најпозитивни потенцијали и капацитети едноставно се изразат. И тогаш можеме да бидеме изненадени од самите себе, а колку ние навистина можеме. Она што би сакала да го кажам е дека имаме некои предрасуди околу тоа како е да се работи во производство, дали треба да се стремиме постојано кон тоа да бараме работа која што е работа поврзана со нашата струка. Знаете како струката што ја имате, ви е апсолутно предност. Убаво е да се има солидно образование. Меѓутоа, ако го прифатите предизвикот да почнете да работите, работа која што и не е така поврзана со вашето образование. И ако тука се пронајдете, токму една таква работа може да стане една ваша животна определба и да бидете особено успешни. Тоа го правиме ние со нашите вработени, со младите кои што доаѓаат. Прекрасно е чувството кога ќе им обезбедите на младите сигурна екзистенција, кога ќе им дадете можност да се потврдат себе си, кога ќе им укажете дека можат, дека знаат, дека овде во својата земја можат да ја најдат својата иднина. И тоа е една од благородните, од хуманите и општествените цели на Анфенол. Меѓутоа, не се наша целна група само младите, апсолутно не. Особено ги почитуваме и водиме грижа и за нашите вработени кои што со години се овде, кои што и тоа како се вредни за оваа компанија, и кога ќе направите спој помеѓу искуството и годините и полетот и ентузијазмот на младите кои што прв пат влегуваат во производство,
тоа е патот до успехот. Би сакала да кажам нешто што е битно. Знаете, патот до успехот и успехот во животот е прашање на лична одлука. Или одлучувате да бидете успешни, или не. Веројатноста да бидете успешни е многу поголема ако донесете цврста одлука и ако не чекате околностите да бидат онакви какви што на вас ви одговара, туку ако вие се стремите да ги промените околностите и да ги свртите во ваша страна, во ваша полза. Нема поблагородна работа од работата во производство. Во оваа прилика би сакала да ги охрабрам сите млади да прифатат таков предизвик, да почнат со градење на своја кариера. Зошто? Зашто е многу битно со почеток на кариера да почнете на 18, на 19. Замислете еден млад човек кој што дошол во Амфенол и има 18 години и почнува да работи, се учи на одговорност, почнува да заработува за себе, станува корисен и за себе и за своето семејство и за својата околина. Каде е лимитот на неговиот успех ако тој почнал со кариера на 18, може да замислите. Така да во Амфенол има место за сите кои што во иднина ќе одлучат овде да почнат со градењето на една успешна кариера и визијата на Амфенол е да биде отворена можност за сите оние кои што на посветен, одговорен, чесен начин ќе сакаат да си ја остварат својата екзистенција, но и да остварат успешна кариера. Зошто треба да се почне да се бара работа? Затоа што во животот успеваат не најобразованите и најинтелигентните, во животот успеваат оние кои што најдобро ќе се адаптираат на дадена ситуација. Знам дека имаме многу декларативни заложби како да ги задржиме младите дома, кои што немаат реални ефекти и немаат конкретни ефекти. Вака ќе ги задржиме младите дома. Почитувајте ги, охрабрувајте ги, дајте им можност да работат и дајте им можност за една успешна кариера. Јас верувам дека и во иднина во Амфенол ќе имаме многу млади луѓе кои што овде ќе ја најдат својата иднина, а секако Амфенол ќе биде и во иднина компанија која што ќе се грижи и за повозрастните генерации, меѓутоа и за оние на кои што останува иднината. Одговорните во Амфенол работат и во делот на грижата за вработените со зголемени примања, подобрени услови за работа, хуманитарни донации. Покрај финансискиот работат и на социјалниот аспект, со што се трудат и кучани и граѓаните да имаат бенефит од постоењето на Амфенол. Оваа компанија и понатаму ќе продолжи со зголемување на бројот на вработени и проширување на своите капацитети, а пред се со покажување на својата општествена одговорност и хуманост.